Почнуваме со нашата утринска тема, веќе најавивме дека ќе зборуваме за алтернативниот туризам, руралниот туризам, нешто што е се поактуелно и побарано во последно време, особено за странските туристи кои што сакаат да видат нови работи, да искусат нови нешта и доживувања, а и авантури, а ние како земја можеме да се пофалиме со многу такви места кои што може да се разработат, да станат актуелни и атрактивни за туристите и веројатно се работи на тоа, но колку тоа е во забрзан чекор или колку се движиме во вистински правец, повеќе ќе зборуваме во продолжение со нашиот денешен гостин за развој на алтернативните форми на туризам, за зголемување на туристичкиот сектор, како и за реализација на туристичките пакети со локални производи и автентични искуства, нешто што меѓу другото го бараат туристите. Најавивме Владо Србиновски од Балканија, Асоциацијата за алтернативен туризам, веќе добро познати за нашата македонска јавност, и Владо исто така како наш гостин, особено на овие теми со кои што сакаме да допреме можеби до оние до кои што треба, или пак да навлеземе во суштината до каде сме, на што се работи, колкафен напредокот и имаме ли сега најава за туристи во престојната туристичка сезона. Владо, добро утро. Добро утро, добро ни дојде. Добро утро, добро е најдов и благодарам за вашите заложби, секој пат соработка на овие теми кои се наша мисија на некој начин на нашата организација, да што повеќе иницираме или направиме, потикнеме и афирмираме нашата туристичка земја преку алтернативните форми. И ние ќе се благодариме затоа што не стави во агендата денеска одиш за Кипар, велиме блазесите, се во склоп на работата, но кога работата е задоволство, веројатно овие дестинации исто така може да се уживаат и некако не смести да дојдеш утрево да може да зборуваме на оваа тема. Ти благодариме. Во чест на тоа јас ви носам една благодарница, во чест на соработката долгогодишна, бидејќи долгогодишно соработуваме за афирмирање и промовирање на туризмот, што е во склад со нашата мисија. Би сакал да ви дадам благодарница на утринска на Телма. Ние сме почестени, мора да признаеме. Наистина не изненади, ти благодариме. Затоа што тука е логото на утринска на Телма и навистина ова е проект кој што низ годините наназад дава огромна поддршка. Владо, благодариме. Да направиме некакви промени кои што е дел од нашата мисија. Чекај да видиме дали тука можеме да ја ставиме. Да, и тоа да може убаво да го доловиме. Нешто што ќе биде дел од нашата канцеларија, поточна редакција, каде што имаме исто голем број благодарници и ќе заземе исто посебно место. Ти благодариме, Владо, наистина. Односно туризмот постојано се повторуваме, веќе јас себе си сакувам да осведам дека многу повеќе можеме да направиме од колку што правиме сега и долгогодишна е заложбата за имање Министерство за туризам. Ние очекувавме да биде независно министерство со повеќе ингеренции, со повеќе можности и одговорности, се разбира, и забрзување на развој на туризмот, но и ова е нешто сепак чекор понатамо, да ги собере сите други институции заедно да делуваат во развој на туризмот. Меѓутоа сметаме дека подитно треба да се зафати Министерството со стратегија за туризам. Веќе долги години ние немаме стратегија, приоритет на секој развој е стратегијата за туристичкиот развој исто така, што значи препорачуваме што побрзо да се започне со стратегија за развој. Што говори Владо тоа? Немаме доволно експерти или немаат институциите слух за експертите кои што секако ги имаме на оваа област? Нашиот печаток низ годините дека decision makерите, тие што ги носат одлуките, не го ставаат туризмот во приоритетите за економски развој на земјата. Ние сметаме дека еден од главните приоритети е туризмот и земјоделието како компаративни предности на земјата, меѓутоа тие што носат одлуки пред доаѓањето на позиција можеби се залагаат, меѓутоа кога ќе дојдат имаат други приоритети и ова некако станува второстепено, што за жал не треба да биде. Факт е дека во позадина на многу работи стојат финансиите како некој клучен фактор, но и тоа не би требало нели да биде пречка, затоа што низ годините и низ сите споделени искуства од другите земји веќе е докажано дека овој тип на туризам и тоа како е значаен за секоја земја и дека може да привлече многу туристи, а некако ги поврзуваме секогаш и со храната, односно гастрономската понуда, а ние како поднебје барем можеме да се пофалиме со квалитетно овошје, зеленчук и се останато што се одгледува тука, така што веројатно од старт имаме огромен потенцијал, но патот е тежок. Потенцијалот е огромен, бидејќи нашата земја е планинска земја, 84% со многу предиспозиции за туристичка понуда, со
климатски погодности, со добра местоположба, што значи треба да ги искористиме тие можности. А во однос на тоа, ако не умееме или ако не сме посветени, можеме да направиме компарација со Словенија или во последно време со Албанија, која што минатата година е прогласена на 4-то место во светот во развој на туризмот. Да, значи рапидно многу се случи брз, тоа. рапиден развој во однос на туризмот и не само покрај морето кое што го имате, и во континенталниот дел има голем и брз напредок. Што значи и ние ако не умеме треба да земеме примера да ги Словенија нема море? Да, имаме од кого да земеме пример и често кога ќе се спомене Албанија дека навистина доживува напредок и експанзија во тој дел, обично оправдувањето е па добра Албанија има море, но има и држави во кои што нема море, а сепак и тоа како. Да, меѓутоа Албанија во делот континенталниот кај што не е поврзан со морето има огромен напредок и огромна туристичка понуда од алтернативните форми, кои што не се врзани со развиени дестинации, него дисперзирана понуда надвор во руралните средини. Така. Ја спомнавме храната, поточно гастрономијата и она што често знае да ги привлече туристите или оние кога ќе дојдат и кога ќе пробаат се воодушевени. За кратко, само ќе кажеме информација дека ќе ја вклучиме од Мирхисар Александра Лозановска, која што е дел или член на Slow Food со Моја бавча и таа си има своја сопствена бавча, органски производи, нешто што и тогаш предизвикува воздишки кај туристите кои доаѓаат, пробуваат и прават заедно рецепти. Затоа ќе ни кажа Александра за кратко, ќе се поврземе во живо таму, верувам дека таа ќе биде околу својата бавча, но пред да вклучиме Александра, ако мислам дека веќе имаме на линија, Владо, само кратко во однос на, бидејќи сме на стартот на сезоната, рековме дека она кое што недостасува и се уште недостасува таа иницијатива и ентузијазам и желба да се малку потурне ако зборуваме за оние кои што се клучни во овој дел, а тоа се институциите или министерството, што е она кое што меѓу другото недостига за да се привлечат и да се угостат повеќе туристи? Сметаме дека понудата е несоодветна на потенцијалите, сами го констатиравме заеднички со вас, што значи ние многу повеќе треба да работиме на создавање нови содржини како туристичка понуда, а не само да се трудиме да привлечеме туристи. Веќе ако ги привлечеме, ние треба да им дадеме соодветно на нивните очекувања услуги за да тоа биде најдобра наша промоција, а не само да се рекламираме. Што значи кога спомнавте гастрономијата или еногастрономијата кај што влагаат и нашите квалитетни вина, тоа е еден многу значаен сегмент од туристичката понуда. Секој турист кој патува поаѓајќи од себе очекува да има одредени доживувања, да има задоволство од престојот, да се релаксира и секако значаен сегмент можеби над 30-35% е квалитетна храна во секоја туристичка понуда. Тоа ние како земја и како поднебје квалитетни производи, квалитетна храна имаме и квалитетни јадења традиционално спремени, кои што значаен сегмент и значаен фактор за афирмација на земјата и во однос на досегашните искуства, тоа е едно по што сме препознатливи преку квалитетната еногастрономска понуда. Затоа сметаме дека таа насока ние таа состојба ние предност на нашата земја, треба да работиме според нас, бидејќи ние ги афирмираме и се залагаме за развој преку алтернативните форми, дисперзирана туристичка понуда надвор од развиените туристички центри, како што се Охрид, Дојрани или зимските центри, ние се залагаме за развивање на мали бизниси надвор од развиените центри во руралните средини, кај што директно ќе влијаат и на локалното население, на бенефитите на локалното население, бидејќи остануваат, работат на собствен имот и даваат услуги покрај, да речеме, занимавање со земјоделието, давање и туристички услуги кои што ќе збогатат понудата и ќе дадат голем инпут во афирмација на земјата, бидејќи навистина имаме што да понудиме, релативно незагадена животна средина во руралните средини, која што е пак приоритет во последно време за избор на дестинација
дестинации на современите туристи, веќе тие точно знаат каде сакаат да одат, не тоа што им се нуди, тие сами ги бираат дестинациите, а трендовите покажуваат дека се повеќе одат во такви чиста незаградена средина кај што можат да вкусат традиционална храна, да имаат одредени доживувања, и запознавање нови култури, комуникација со локалното население, кој што за наша среќа е многу гостолюбиво, значи ние како народ, како луѓе сме гостолюбиви, што е исто така голем бенефит и предност во туристичката понуда. Ќе видиме, ова ќе ни го потврди, верувам, Александра, која што имаме веќе на линија, онлайн, поточно во живо унаму каде што е, а веројатно тоа е во незината бавча. Александра, добро утро. Или добар ден. Добро утро. Добро утро. Верувам дека го слушавте маветот со нашиот Владо и она кое што го спомена во контекст на гастрономијата или ова последно поконкретно за тоа колку всушност се поретко е во денешно време да се најде вистински извор на, како велиме, органска храна или да се вкуси, да се доживее вистинскиот вкус, а при тоа да се има едно одлично уживање, дружба и се разбира густирање на добра храна. И веројатно тоа е искуството кое можете да ни го споделите од вашата бавча или дружбата со туристи. Па ајде малку да го запознаеме тој дел или делот на вашата работа. Добро утро, поздрав до Телма и до сите гледачи на Телма. Јас директно се вклучив од мини бавчата во дворот, која ја нудам кога ќе биде времето непогодно за носење на туристите на големата бавча. Една тура кај мене замислена е кога ќе ми стигнат туристите, јас си ги пречекувам и обезбедувам за сите соодветна облека за да можат да прошетаат малку по нивите. Сламени шешири или чизми, зависи, сепак зависи од времето. Си ги носам туристите на големата бавча и тие можат да прошетаат и да си наберат од се што му се свиѓа на мојата бавча. И ги запознавам во текот на шетањето, на турата, ги запознавам со начинот на производство на зеленчукот, како ние таму на поинаков начин го одгледуваме, го наводнуваме од подземни води, имаме систем капка по капка, зборуваме за природата околу, вистина е недопрена демирхисарска природа, убави услови за одгледување на зеленчук, бериме се што ни е потребно и потоа се враќаме во домот. Секогаш се задржуваме на автентичните работи кои што се специфични за Демирхисар. Никогаш не нудиме храна што не е од овај крај. Од самите производи дома правиме разни макала, кои ги вклучуваме и туристите да си направат што сакаат, например со моја помош, и тоа го поставуваме на трпезата и разговараме цело време како ние сами си го негуваме семето и си го одгледуваме можеби и 20 години уназад. Од истото семе ние си садиме и пипер, и патлижан, и се што ни е потребно за нашата бавча. Неа ја правиме и малку да биде интересна за туристите. Садиме и разни цвеќиња кои што помагаат и во самото опрашување таму на пчелките. Александра, какво е искуството кое што го имате со странските туристи? Може малку да ни споделите зашто покажуваат најмногу интерес и кој е оној демирхисарски рецепт традиционален кој што им го нудите на сите странски туристи, кој што мора да се проба, затоа што велите храната која што се дегустира е исклучиво од тоа поднебје, од тој регион. Да. Па најавтентичен традиционален рецепт е питулиците. Тие се прават во повеќе варијанти, и посни и мрсни. Ама со тие питулици кај нас оди едно макало кое што се прави од суви сушени пиперки кои што се печат и потоа се толчат со лукче, вода и киселина и тоа оди со питулиците заедно како макало за питулиците. И е многу вкусно. Очигледно. За вкусот кажуваат самите туристи кои што на крајот и добивам и аплауз за самиот ручек што сум го спремила.
Браво, да, секоја чест и веројатно и тоа заслужува аплауз. Ние погледнавме фотографии за нешто кое што е подготвено тугму кај вас и за нешто што навистина предизвикува зголемување на апетитот, особено кога ќе се биде таму во живо, но може и подетално за тоа што се има во Моја бавча, ако зборуваме за органски зеленчук и овошје, што се нуди? Во мини бавчата што се наоѓа во дворот, повеќе нудиме овошје. Имаме јагоди, малини, рибизли, вишни, ореви, лески. И зависи од кој период се дојдени, пример, туристите. А ако има производи, ќе се проба од нив или ќе се направи еден десерт со овошјето. Обавезно заокружуваме со еден домашен десерт. Се трудам да биде се домашно и од мојата бавча. Ако веќе немам некој производ, например, како сирење или јајца, тоа го купувам од локални производители од околните села. Никогаш не го купувам од продавница. А на големата бавча пак претежно е зеленчукот. Имаме 10 врсти на пиперки. За ајвар, за нижење, за полнење, за тие така се делат пиперките. Да. Неколку врсти, не неколку, 10 врсти на патлишани. Исто, во кои ми се застапени и шери доматите, од кои подоцна ги сушам и правам шери домати во маслиново масло со рузмарин и со лукте. Исто така многу барани на пазарот. Да го пофалам како најпродаван производ покрај ајварот, така моја бавча и се прослави со ајварчето, е кетчапот. Кетчапот од старите тефтери на свекрва ми, на баба ми, многу интересен и многу вкусен. Одлично. Значи, вистински прав рецепт за здрав начин на живот, квалитетен живот и се разбира можност да тоа се представи на туристите да видат што имаме и на кој начин тоа го работиме и претпоставувам дека имате помошно интерес колку има од туристите да учествуваат да направат нешто заедно со вас. Многу имаат интерес, тие многу сакаат да готват и сите сакаат да се вклучат во готвењето и за таа цел ние си приредуваме една маса да можат тука да работат, да изработуваат. Значи со наша помош му кажуваме кое макало ќе го правиме и тие сакаат да толчат, да дробат, да прават и на крајот сакаат и да си го пробат сами што направиле. И дури се интересираат за рецепта, како дома тоа да го направат. Бидејќи јас на секој турист му правам и како мал поклон, символ моја бавча, киска чајче и сува пиперка. Епа добро, за да имаат материјал со што да направат, нели? Зашто верувам дека немаат баш таква бавча дома тоа да си го подготват. При крајот, Александра, пред да продолжиме со Влада и со нашата денешна тема, има ли најава за следни туристи, од каде најчесто доаѓаат туристите и колку вие сметате дека ваквиот начин на вклучување на вашата работа во дел од туристичките тури придонесува за развој на туризмот за кој што денеска зборуваме или за начинот и како тоа треба да изгледа за која што денеска зборуваме во нашата тема? Треба многу повеќе да се вклучиме во туристички агенции, ама треба некој да не побара. За прв пат после 5 години во саботата од општината ми дојдоа луѓе со други луѓе од општини од Македонија за да ја видат мојата работа, што сум многу задоволна. И треба и општината, например, да не афирмира. Не можам јас како единка, еве се што правам јас сама правам и до тука сум стигнала. Одлично, и тоа е доволно добро и да речеме има напредок и доволно можност за идеја и креативност за понатаму и оние кои што треба малку повеќе да се вдржат. Има напредок, многу убаво е местото, многу има што да се покажи, само треба да донесиме луѓе, да го видат тој рурален туризам и да видат се што има во Демирхисар и да пробаат. Да, има и многу други такви места во нашата земја, а и луѓе кои што сакаат тоа да го промовираат. Александра, благодариме за вклучувањето. Верувам дека ќе се видиме некогаш во живо со питулиците во кујна. Не ги забораваме. Да, и овие вкусни работи кои што можевме да ги видиме сега само на слика. Посакуваме голем број туристи и развивање во тој дел за да може да видат што се нуди нашата земја и како имаме вредни и стручни луѓе кои што тоа го прават. Поздрав до вас и до Демирхисар и до гледање или до слушање во иднина. Пријатно. Поздрав, Александра. Влада, веројатно слушаш многу вакви искуства и доживуваш. Да. Друг пат сме зборувале за агротуризмот. Тоа е еден сегмент актуелен. Имале можност тука во Моја бавча да као тренд во светот, се повеќе луѓето бараат учество и интеракција со домаќините, каде што може да вкусат
традиционална храна, да учествуваат во погодовка. Дури имаме случаи каде што сме се сретнале на судиско патување луѓе од Англија, возрастни луѓе кои престојуваат повеќе од 10 или 15 дена на фарма и заедно со луѓето работат на фармата и учат како да подготвуваат традиционална храна. Таа интеракција е многу значајна во туризмот и нашите сознанија и досегашни заложби се афирмирање на агротуризмот, бидејќи тој овозможува во земјоделски семејства да се дадат одредени туристички содржини за сместување во мал обем, меѓутоа да им се понуди покрај престојот и традиционална храна. Тоа е се поголема можност за Македонија, меѓутоа за да се случи треба да направиме одредени услови да подготвиме за да може тоа да се движи побрзо и побрзо. Сметам дека ова е добар пример во што збориме за алтернативните форми и дека и во натаму ќе биде во пораст и во нашава земја. Имаме повеќе примери како овој случај и се надеваме дека ќе оди побрзо и побрзо. Ние веќе на еден проект во American Farm School во Грција, еден од најголемите институти за земјоделие во Европа, бевме на обука 13 луѓе селектирани од разни делови на Македонија за тренери за агротуризам. Веќе ја помина обуката, добија одредена лиценца, очекуваме тие во своите региони каде што делуваат да дадат поголем инпут него претходно. Да. Влада, видиме постојано туризмот си носи своји новитети и веројатно од година во година се менува и барањето на туристот, но и понудата која што ја имаме ние. Имаме ли некакви модни трендови во поглед на туристите или генерално во туристичката понуда, бидејќи мора да го следиме она што и во светот е актуелно, а факт е дека ваквиот тип на туризам, активниот одмор кој што го бараат туристите, ете да можеби да планинарат, да пешачат, да посетат одредени природни убавини кои што ни ги нуди земјата, да подготвуваат храна и така натака, е нешто што поминува кај речиси секој турист. Апсолутно брзиот начин на живот, но современите технологии се повеќе го забрзуваат начинот на живење и луѓето обземени со многу активности, со многу работа, ангажмани, се повеќе избираат да се вратат кон природата, да престојуваат во природата, да доживеат одредени доживувања, да се релаксираат, да почувствуваат спокој, а најдобра интеракција е помеѓу природата и човекот кога е надвор од секојдневните обврски. Значи, овие трендови се побрзи и побрзи, се повеќе луѓето сами ги избираат дестинациите, посетуваат повеќе од 15 сајтови за да одберат дестинација и се повеќе во мали групи ги избираат дестинациите. Не ги следат понудите што ги нудат агенциите, него сами се организираат и одат во мали групи на патувања, меѓутоа повеќе пати во годината. Некако порано во периоди на одмори, него сега во помал број на денови на престој, меѓутоа повеќе пати во годината. Секој пат ги комбинираат своите тури према потребите да задоволат одредени визуелни доживувања со контакт со природата, да посетат некоја културна атракција, природни вредности некои и да уживаат во гастрономската понуда. Тоа е еден од приоритетите на современиот турист, а тоа се забрза од времето на ковидот, каде што луѓето ја почувствуваа потребата и добија навика да имаат поголем контакт со природата и со дестинации надвор од урбаните средини. Тоа е екотуризмот, што го нарекуваме, или руралниот туризам кој што го опфаќа и тој дел, каде што и агротуризмот е значаен сегмент, а е голем тренд во светот. Да, присуството на различни конференции, на различни теми, за различни цели, исто така има свој придонес. Ви имавте учество на две организирани конференции во Неготино и Демир Хисар за формирање на Демир Капија, да, јас се извинувам, на екотуризмот и руралниот туризам во регионот и во Македонија, и тоа е за информирање, односно и за заложбите за формирање на МАК геопарк во тој регион. Па малку повеќе може да слушаме за конференцијата, имаме нека фотографија од таму. И за геопарк
парковите? Имаме ли потенцијал и за тоа? Накусо, кажам дека бев учесник на две конференции во исти период. Конференцијата во Неготино беше научна конференција за диатомеите и како тоа се едноклеточни организми. Во тој регион се најдени фосили од такви едноклеточни организми, кои што се алги практично, и се наоѓаат во водата и се полезни организми, меѓутоа се најдени фосили, а научната конференција беше за истражување, бидејќи од фосилите дознаваме за минатото, за да можеме да го предвидуваме, да ја предвидуваме и нината. Јас таму имав презентација за рурален туризам, кој што е поврзано со развој на регионот, а во Демир Капија беше трета поред конференција од иницијативниот одбор, кај што ја партиципирам во бордот на тимот кој што работи за афирмирање и промовирање македонски геопарк, наречен МАК геопарк. Веќе трета година, четврта веќе како се трудиме да подигнеме свеста и на локалното население, и на институциите, и на општините, за да се конституира македонски геопарк, а тоа е значено бидејќи во светот од пред 25 години почна да се формираат такви геопаркови под заштита на УНЕСКО, каде што основата на геопаркот е геолошките вредности и природните вредности на локацијата. Ние дефиниравме територијата на Кавадарци, Демир Капија и Гевгелија, каде што влага и планината Кожув, Демир Каписката клисера, означени геолошки вредности, и со допис до УНЕСКО тие потврдија дека сите карактеристики што ги има оваа територија ги исполнуваат условите, меѓутоа за да можеме да аплицираме за прогласување на геопарк треба да исполниме одредени стандарди, услови или параметри кои што се поставени како достапност до местата, означување, без заштита, што е битно. А геопарковите се значени затоа што афирмираат земјата, пред се територијата на кој се конституираат и прават интеракција за одржлив развој на локацијата. Значи, бенефитот, постојано го користиме терминот одржлив, бидејќи е многу значен во современото време, значи треба да се планира не само за сега, него и за иднината, и одржливиот развој практички дава бенефит за економски бенефит за локалното население, со голема грижа за чување на традиционалните вредности, еколошките вредности на локацијата и за чување на културните и социокултурните аспекти. Значи, треба да се планира, а бенефитите ги имаат сите што учествуваат во територијата на геопаркот. Значи, ова е трета конференција кај што го афирмираме. Имавме учесници од Словенија, Италија, Србија, Грција, кои што од геопаркови, кои што ги пренесуваа нивните искуства, сознанија. Еве само еден пример би сакал да истакнам, кој што е многу значаен како пример. Геопаркот Караванке е помеѓу Австрија и Словенија. Значи, две земји можат заеднички да делуваат и да менаџираат една таква структура со 15 општини, а кај нас трите општини имаат потешкоти со реализирање на идејата за геопарк. Геопарковите, значи, можат да афирмираат земјата, да создадат нови туристички содржини и понуда која што навистина ќе даде придонес во афирмирање на земјата. Ќе го оставиме делот или темата за дигиталните номади, Владо, можеби во некоја наша следна средба или во некоја следно гостување во интерес на времето. Само накусот, дигиталните номади, тоа се луѓе кои работат не од дома, него работат онаму каде што патуваат. Тие се значени во развој на туризмот. Една од главните теми на таа конференција беа дигиталните номади, кои што се и за нас исто така шанса да афирмирање на земјата и туризмот во земјата. Или иднината во туризмот и за оние кои што работат во тој дел. А со оглед на тоа што се иднина, дополнително ќе им посветиме многу повеќе внимание на дигиталните номади. Владо, благодариме многу. Среќен пат за Кипар и се разбира со новитети повторно поврзани за туризмот. Да, таму одиме од проект кој што е поврзан со алтернативниот туризам. Правиме програма за учење за туристички водичи и туроператори како да креираат туристички тури преку алтернативните форми. Да, и тоа ни е потребно кај нас и неопходно во однос на развој на алтернативниот туризам. Владо, ти благодариме и се гледаме во следна прилика веројатно и кога ќе се вратиш од Кипар, но и многу новости кои што ќе имаме можност да ги слушнеме во продолжение, односно следно.